Во тек е постапка за окрупнување на земјоделското земјиште во катастарската општина Чифлик. Дел од активностите е и одржување на собир на кој треба да се формира собрание на учесници. Тоа е најважно одлучувачко тело и го сочинуваат сите сопственици на земјоделски површини во атарот на Чифлик. Со консолидацијата секој земјоделец ќе добие можност да ги окрупни своите парцели, а исто така ќе се подобри постојната и ќе се изгради нова земјоделска инфраструктура, канали за одводнување и наводнување и пристапни патишта. Собирот се организира во рамките на проектот Мајнланд во ведување национална програма за консолидација на земјиштето финансирана од Европската Унија, која го спроведува ФАО во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Собирот на учесници за консолидацијата ќе се одржи на 1 јули во подрачното училиште Климент Охридски во село Чифлик со почеток од 17 часот. Од општина Чешиново облешева упатија апел сите земјоделци активно да се вклучат во процесот на консолидацијата. Од 1 јули до март идната година во општина Виница ќе се реализира проектот за извршување општествено корисна работа, во кој се вклучени 5 невработени лица на евиденцијата на Агенцијата за вработување. Проектот е резултат на соработката на локалната самоуправа со UNDP и Министерството за труд и социјална политика, а партнери во неговата реализација се Агенцијата за вработување и Центарот за социјални работи. Во просториите на општина Виница се одржа средба со ангажираните лица во проектот, при што беа подпишани и договорите за ангажирање. Ангажманот на давателите на услуга има возможува да се стекнат со работни вештини, што ќе им помогнат полесно да се вработат. Со договорот, тие ќе бидат ангажирани во рок од 9 месеци, ќе работат по 20 часа неделно, а месечно ќе добиваат надоместок со вклучен персонален данок и осигурување. Лицата ќе им даваат нега на стари, болни и изнемоштени лица во нивните домови. Додека трае проектот за општествено корисна работа, на ангажираните лица им продолжува статусот на невработени во Агенцијата за вработување, односно ќе немаат прекин во евиденцијата. Во делот на програмата за општествено корисна работа опфатени се и обуки со кои невработените лица ќе ги посетуваат и ќе имаат можност да се стекнат со сертификати за дејноста што ќе ја извршуваат. Неодамнешните поројни дождови кои предизвикаа поплавување и материјална штета на повеќе објекти за живење и во деловни простории се само дел од неволите со кои се соочуваат граѓаните. Трошоците за санирање на последиците не се мали, поради што нормално е оштетените да добијат подршка од државните и другите јавни институции. Затоа и локалната самоуправа веќе упати апел да се поднесат пријави до Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди најдоцна до 12 јули. Сепак, искуството на повеќемина, кои веќе имале слични проблеми, зборува дека очекуваната помош доцни со години. Се уште не се обештетени собствениците на објекти што настрадаа од поплавувањето предизвикано од поројните врнежи кон крајот на јули минатата година. Од општина Кочани тогаш информираа дека биле поднесени над 100 пријави, пошто комисијата имаше обврска да направи увид на лице место. Дел од објектите биле посетени, но за некои воопшто не била согледана состојбата. И во двата случаја граѓаните досега не добиле никаква помош за поправка на оштетувањето, туку трошоците ги платиле од сопствен џеп. Тоа го потврдуваат и јавно, но бараат да останат анонимни. Ланиот силниот дожд ни падна подпорниот зид. Собравме документација и поднесовме пријава до општина Кочани, ама до денеска немаме информација дали ќе добиеме помош. Во меѓувреме, за да ја отстраниме штетата, сами си купивме цемент и железо и плативме на фирма да го поправи зидот. Дополнителен доказ дека тешко оди исплатата на финансиската поддршка е што и објектите од пред 2 години кои настрадаа во катастрофалните пожари во населбата Драчевик се уште не се обештетени. Од Општинската комисија за проценка на штета информираа дека собраните податоци од пријавите според законската процедура се доставуваат до владината комисија за проценка и утврдување на висина на штета од елементарни непогоди. Во меѓувреме, нема повратни информации до јавноста за колку пријави било позитивно одлучено и е донесена одлука да се исплати штета, ниту пак колку средства вкупно се исплатени. Таквата состојба ги става во дилема граѓаните чии објекти настрадаа од последните поплави, дали воопшто вреди да прибираат обемна документација
за која дури треба да направат и дополнителни трошоци, за потоа со години да чекаат и да се надеваат дека ќе добијат некакво обештетување. Ветераните на фудбалскиот клуб Осогово в сабота ќе организираат меморијален фудбалски надпревар во спомен на 50 годишнината од трагичната смрт на нивниот другар и соиграч Никола Мантов. На стадионот во Кочани, што го носи името на Мантов, ќе гостува Штипска брегалница. За двете екипи ќе настапат повеќемина поранешни фудбалери, кои на спортски начин ќе му оддадат чест на правотимецот на Осогово. Тој почина од срцев удар на фудбалскиот терен. На средбата што на 1 јули 1973 година се играла со некогашниот фудбалски клуб ФАС 11 октомври од Скопје, во 10-та минута од првото полувреме, при резултат 1:0 за домакините, како последица од срцев удар на теренот, како покосен паднал 23 годишниот фудбалер на Осогово Никола Мантов Мендиз. Иако веднаш бил префрлен во болницата во Кочани, лекарите ја констатирале неговата смрт. Меморијалниот надпревар в сабота на стадионот Никола Мантов ќе се игра со почеток од 16 часот. Ветераните на Осогово, кои се организатори на средбата, ги покануваат сите љубители на спортот и навивачите да присуствуваат на настанот. Вообичаено, во последниот четврток од месецот, Општинскиот Црвен крст од Кочани ја организира редовната акција за крводарување. На јунската акција одзивот на хуманите граѓани беше одличен и нешто подобар од минатиот месец. Собрани се вкупно 31 единица со крв. При тоа имаше и 10 млади дарители до 30 годишна возраст. Тоа е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за оваа година. Акцијата се реализираше во просториите на Црвениот крст во Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Јунската акција беше 10-та поред што годинава ја спроведува Кочанскиот Црвен крст, а 6-та што се одржува во просториите на организацијата. При тоа е упатена благодарност до сите крводарители кои даруваа крв и помогнаа успешно да се реализира целата акција. Инаку, граѓаните можат да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина во Кочани или пак секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвен крст. Почна 21-иот Петровденски турнир во мал фудбал. Надпреварите се играат на мултинаменското игралиште во дворот на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Традиционално по повод празникот на градот, овој спортски настан го организира Општина Кочани во соработка со Општинскиот фудбалски сојуз. Пријавени се 12 екипи, а се игра 5+1 според футсал правилата. Турнирот го отвори градоначалникот Љупчо Папазов, а честа да го одиграат првиот надпревар им припадна на екипите на Шери Казино и Магнифициент од група А. Нови простори започнаа многу фудбалски кариери, се афирмираа многу играчи. Тука завршуваат и кариерите на оние кои го посветија својот живот на фудбалот и дадоа придонес за фудбалско Кочани. Да продолжиме во тој дух, пред сега нека доминира спортскиот дух, другарството, пријателството, а на крајот нека победи најдобриот. Ви посакувам успешни надпревари и во исто време го прогласувам 21-иот фудбалски турнир во мал фудбал за отворен. Се планира да се играат по 2 надпревара дневно, а победникот ќе биде познат на финалниот надпревар, што ќе се одигра на 12 јули Петровден, кога Кочани го слави својот празник. За најдобрата екипа обезбедена е награда од 60.000 денари.